Крвожедните инсекти, комарците, се појавија порано и веќе прават проблеми. Во добра форма се, а граѓаните веќе од сега се со дилемата. Дали вака ќе биде цело лето, бидејќи со нив започнаа да се соочуваат. Комарци има. Има. Да? Не, има, да. Синоќа комарци баш му опаа. Дома ка седете, тука некаде ваја, тука опааме тоа. Проблемот со нив е активен секоја година во сите општини од каде велат дека имаат план за прскање против нив. Веќе го најавуваме прскањето на ларвицидно прскање кое што е обичај крајот на пролет или почетокот на летниот период е закажано за во четврток наутро од 5 до 8 часот. Ќе се прска покрај речните корита во површина од 300 хектари, кои што се во рамките на нашата програма за одржување, односно прскање против ларвицидно прскање. Очекувам веќе во следниот период да се продолжи оваа акција и за прскање против возрастни комарци, кои што ќе очекувам да биде ефективно и крајно драстично да се намали бројот на комарци во нашите населени места. Ќе се прска покрај речните корита и оние водни подрачја кои што ги имаме како рибните полиња и места кои што се под вода. Општина Пробишти со договорот кој што го има со економскиот оператор за оваа година има предвидено 2 ларвицидни прскања и 5 од земја. 2 ларвицидни прскања се веќе спроведени, а овие денови ќе биде и првото прскање од земја. Освен што се здодимни, тие можат да бидат и опасни. Пренесуваат болести и кај животните и кај луѓето. Комарецот пренесува болести само ако тој е заразен. Значи, прво треба тој да има вируси во себе, па ако те касне, и ако твојот имунитет не е добар, да ти ја пренесе болеста, инаку може да те предизвика само како папула, па сврабеж и поминува тоа за 1 до 2 дена. Инаку, знаете, најчесто ја пренесува маларијата, па и други болести што се повеќе битни за други подрачја, не за Македонија. Опасноста од нив е секојдневна, но и покрај тоа општините од регионот не можат да се договорат заеднички да се борат против комарците. Едни се жалат дека им е прескапо, други дека немаат пари, а трети едноставно не сакаат да плаќаат за другите.